Недостигот на работници може да ја загрози иднината на текстилната индустрија во Штип. Ова е констатацијата на текстилниот кластер, откако се поголем број текстилни компании се доведени во ситуација да откажуваат порачки, зашто нема кој да работи. Истражувањата покажуваат дека има интерес од страна на странските купувачи, меѓутоа нас не е потребен млад кадар кој што ќе работи во тие компании и на тој начин ќе ги задоволи барањата на се поголем број странски купувачи кои што се водечките брендови во Европа. Со идентични проблеми се соочуваат текстилците од другата страна на границата, во соседна Бугарија. Основниот проблем е работната рака, односно отсуството на млади луѓе. Ние мораме да покажеме дека оваа струка им дава можност на младите да се реализираат професионално со авторитет, добри плати и услови за работа. Не смееме да заборавиме дека кај нас и кај вас големите светски марки ги шијат своите парчиња облека. Двата кластера викендов во Штип се обидоа да ја представат пред јавноста убавата страна на професијата, организирајќи модна ревија на која настапија 5 македонски и 6 бугарски компании. А дека токму модата, односно текстилството, е најсилниот столб на кој почива штипската економија, се согласуваат и локалните власти. Од тука и најавите за идна цврста подршка во промоција на штипските текстилни производи. Ова е еден почеток само, а во иднина можем да кажем дека ќе има целосна подршка од мене како градоначалник. Сите конфекции во градот ќе добијат поддршка и за вакви убави настани да продолжиме да организираме, со што ќе дадеме квалитет плюс на нашиот град и на развојот на текстилната индустрија во градот. Инаку текстилната индустрија и во Македонија и во Бугарија е трета стопанска гранка во државите и вработува околу 30% од вкупниот број на вработени во стопанството.